16 точка програма за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробиштип и за активностите на општината во спортот за 2024 година. Ќе го замолам предлагачот на кратко да се произнесе за оваа програма. Поведете. Почитуван градоначалник, почитуван председавач, почитувани советници, и програмата за спорт за 2024 година вообичаено ја започнавме со подготовки уште пред месец дена, кога објавивме на Facebook профилот и на веб страната на општина Пробиштип јавен повик до сите спортски здруженија, сите спортски екипи и сите спортски поединци кои што можеа со своји програми за наредната 2024 година да бидат да ги достават своите програми до општина Пробиштип и истите со дел од средства да бидат содржани во рамки на програмата за спорт. Па така, за наредната 2024 година влегоа екипите кошаркарски клуб Пробаскет, одбојкарски клуб Весна Пробиштип, фудбалски клуб Рудар 1947, Сдружение на училишни спортски друштва Пробиштип, Спортско риболовно друштво Злетовица, Бадо карате ДО Унија, Спортско планинарско друштво Пробиштип, рагби клуб Рудар. И карактеристично е оваа година за прв пат се појавија и поединци кои што се занимаваат со спорт, кои што се надпреваруваат и од тие надпревари доаѓаат со значени награди, на тој начин ја афирмираат и општина Пробиштип. Тука влегоа Иван Бешевски атлетика, Никола Алексов атлетика, Валери Јованчев велосипедист и Давид Цветанов бодибилдинг. Ако на сето ова ги додадеме и спортските турнири кои што ги организира општина Пробиштип, а тука е и изборот на спортистка на годината, една убава манифестација која што веќе со години се одржува. Тука исто така имаме предвидено поддршка на спортски манифестации кои ќе се одржат во нашата општина и надвор од општината, поддршка на новоформирани клубови, доколку ги има во 2024-та, награди на спортски друштва на државни и меѓународни надпревари, доколку исто така ги има и одржување мали интервенции на спортските терени. Севкупно 3.780.000 денари. Тоа би било накратко, доколку имате прашање, поведете. Благодарам. Ова точка одеше на Комисијата за општествени дејности во слушање ставот на Комисијата. Комисијата со 3 гласа за односно следниот заклучок. Се прифаќа предложената програма за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробиштип и за активностите на општината во спортот за 2024 година на предлога на Советот за истинско дело. Благодарам. Отварам расправа по оваа точка. Повеќе Благодарам. Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, раководители на општината во општината Пробиштип. Овде цело со програмата се сложувам, но имам некои забелешки околу едно друштво кое што со својот обем на активност станува се попопуларно и активно во своите дејности, тоа е Спортското планинарско друштво. Сметам дека сумата која што е предвидена овде околу 60.000 денари треба да биде дуплирана околу 120.000 денари, бидејќи се наведени таму мините активности, пошумување, расчистување на патеките, а впрочем од оваа година се започна една убава традиција, една почесна патека во чест на поранешниот фудбалер и планинар Слободан Моневски, така што сметам дека Спортското планинарско друштво кое што служи за сплотување на духот на младите и постарите генерации
треба да му се даде поголема можност и секако дали ќе бидат намалени средства од некои аматерски клубови или од некои неискористени ставки во ова област, треба да се даде поголема важност. Благодарам. Благодарам. Ова најпред нови, па Симон. Благодарам, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Особено ме радува фактот што можеме да забележиме дека имаме зголемување на буџетот за спортските друштва. Ако во 2022 година е било околу 2 милиони денари, сега може да видиме дека имаме околу 3 милиони и 700 илјади денари, што е добар показател дека континуирано се инвестира во овие активности. Сведоци сме и на подобрување на спортската и рекреативна инфраструктура во изминатиот период. Се реконструираше игралиштето во Злетово, во училиштето Никола Карев. Па би сакал да го прашам градоначалникот кои се следните активности и со која динамика би се движеле во подобрување на спортската инфраструктура. Имаме информации за реконструирање на градскиот стадион, изградба на типско игралиште во Злетово, реконструкција на баскет игралиште кај Браке Милодиновци, па накратко ако може да ме информирате. Благодарам. Благодарам повеќе Симон. На предлогот на колегата Забор, апсолутно се согласувам. Планинарското друштво, тоа што ги следам активностите, навистина е актуелно. Не само што навистина работи, туку има се поголем број на членови, се поголем број заинтересирани кои што се занимаваат со оваа рекреативна дејност. Не знам колку во рамки на програмата има можност да се додели или да се крати од одредени ставки, но во однос на финансирањето ви сакам да предложам во не гледам раководителката во програмата на ЛЕР има подпрограма за поддршка на здружени и невладени организации, има буџет некаде околу 120.000 денари. Па ако има можност од таму да се крати или не знам нека раководителот нека каже, инаку дека треба да се скореме средства, да треба. Благодарам, Поли Драган. И јас се согласувам со сите мои колеги. Предлогот на колегата Давор, како што кажа Симона, треба да биде поддржан. Планинарското друштво има поголем број на членови. Во програмата се предвидени минус 20.000 денари од претходната година, значи во 2023 сме дали 80.000 денари, сега имаме предвидено 60.000 денари. Како и да е, со оглед на тоа што, како што рече и колечката Јованова, е доста актуелно, има многу активности. Предлогот на колегата Давор треба да биде поддржан. Еве, мој конкретен предлог ќе биде 100.000 денари што се за поддршка на бодибилдинг активности, или ако има други средства, тие нека се искористат. И се согласувам и со колегата Оливер дека буџетот е зголемен за 894.900 денари во однос на претходната година. Имаме буџет од 3.780.000 денари, меѓутоа, моја забелешка е дека средствата не се сразмерно распределувани. Сега водителот може да одговори, може има критериуми и услови на кои колку треба да бидат зголемени во однос на претходната година. Еве пример, мене ми влезе во очи Облекарскиот клуб Весна, што претходната година има од 450.000 денари поддршка, оваа година има 200.000 денари плюс. Барам да бидат сразмерно распределени, бидејќи, како што кажат, спортското планинарско друштво се намалени, Вадо Карате има само плюс 50.000 денари во однос на претходната година, ако може да се направи некој баланс. Добра. Благодарам, Поли. Ајде, колешката Александра, па предлагачот ќе одговори на прашањето. Јас сакам повеќе да дискутирам за фудбалскиот клуб Рудар 1947
2023, мислам сега беше. Чистите знаеме дека фудбалскиот клуб Рудар од секогаш е бил гордост на нашиот град и така и треба да биде поддржан со средства. Поразговарав со неколку индивидуи што се подиректно вклучени во тренирањето и во работата на клубот. Сакам да прашаме ви вие, подобро знаете, дали тие средства што ги оделуваме се доволни за целосно функционирање на клубот. Затоа што имам сознание дека многу од играчите одат да играат во други клубови, не само од возрастните групи, туку ни се случува и од младинските групи на играчи да одат да играат во поактуелни и поатрактивни клубови како што е клубот Силис. Сметам дека доколку овие средства не се доволни за целосно функционирање и правилно функционирање на клубот, тие средства да бидат барем насочени само кон младинските групи на клубот. Може би ќе треба повеќе време. Меѓутоа дека сметам дека овој начин ќе биде и поправилен и на тој начин ќе ги задржаме и младите во клубот. Тоа е моје мислење, сепак вие подобро знаете работата на клубот и можете да одговорите. Благодарам. Благодарам. Овој гранач. Со неколку прашања, односно и сугестии беа, јас ќе накратко ќе одговорам, најпрви Советникот Андовска нешто го спомена. Многу пати сме збориле за спортската инфраструктура, за вложувањата. Ме радува тоа што од година во година се зголемува буџетот, на тоа настојам и во следниот период. Факт е дека единствен колектив кој што се надпреварува во прва лига се одбојкарите во Пробишти. Горди сме на настапите на репрезентативците кои што потекнуваат од Пробишти. По таа причина сметаме дека зголемениот буџет за одбојкарите е оправдан. Ке се работи во иднина уште тој буџет да расте. Воколу вало карате да бидеме реални објективни. Настанот што го има оваа година, средствата кои што се одвоени оваа година за Балканското првенство, верувајте само за оваа година постои вало карате. Затоа зборам да бидеме реални, објективни во делот на спортска инфраструктура на кој што мене навистина ќе бидам задоволен ако се успее е проектот кој што го работиме за осветлување комплетно на градскиот стадион, за поставување на седишта на самите трибини, влогот што го прави општината во фудбалските школи за Рудар. На сите ни е мило и драго кога се навраќаме наназад каков беше градскиот стадион некогаш, сето она кое што значеше Рудар. Јас уште малку ќе ги завршам преговорите како градоначалник и ева тука само да информирам дека се преговара со клуб кој што ќе влезе во соработка со фудбалски клуб Рудар, клуб кој што има излегувано на европски надпреварувања, активен во првата фудбалска лига, можност за секој едно дете талентирано да не бега во Силекс или во други клубови, туку веќе да биде, доколку е талентирано, сака активно се бави со фудбал, да биде префрнал во таа фудбалска школа. Се надевам дека за 10 до 15 дена ќе биде официализиран овој договор и соработката на фудбалскиот клуб Рудар за прв пат од еден ваков карактер навистина ќе значи многу за Пробиштив, за пробиштивските јуниори, пионери и кадети, кога ќе знаат каде можат да продолжат, сигурно дека мотивот ќе биде поголем и кај самите тренери, но и кај самите дечиња. Во она кое што го завршивме оваа година во спортската инфраструктура, продолжуваме и за наредната година, буквално да бидат реконструирани сите спортски терени. Од година уште се надам за 2 години дека тоа комплетно ќе го затвориме како прашање и затоа многу пати сум кажал, уште еднаш ќе повторам, сите средства вложени во спортските терени или во спортистите се оправдани. Благодарам. Благодарам, градоначалник.
Повелете. И на мене останува само да надополнам, значи за спортско-планинарското друштво, порете предлогот, значи го зголемуваме за 60.000, одзимаме од кошаркарски клуб Пробаскет 20.000 и одзимаме од фудбалски клуб Рудар 1947 40.000 и на тој начин ги надополнуваме 120.000 за спортско-планинарското друштво. Благодарам. Доколку нема други прашања и дискусии, очигледно нема, тогаш програмата за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Провиштип и за активностите на општината во спортот за 2024 година, заедно со предлогот на колегата Давор Стојчевски, со кој што, како што видовме, сите се согласија, ја ставам на гласање. Кој е за? Сега сме 14. 14 гласа за, советот исто да ја донесе.